Марија, за утринската тема. Веќе и најавивме за оние кои што стартуваат или го почнуваат денот со утринска неделма. Слушнавте, а оние кои и во моментов се вклучуваат, а особено доколку се родители на идно прваче, тогаш е особено добро да се слушне престојниот разговор со оглед на тоа што имаме навистина добри совети и една едукација која што е особено добро дојдена за родителите. Ако зборуваме за подготовката на првачињата за на училиште, летото и покрај тоа што е време за одмор и уживање, сепак е и време доколку има потреба да се консултира логопед и да се подготви соодветно првачето, а истовремено и за малку повеќе информации како да се соработува со родителите, поточно таа релација на родител-логопед и наставник. Повеќе совети и повеќе, да речеме, информации од оваа област ќе добиеме од нашата денешна гостинка, а тоа е специјалист логопед Марија Петровиќ. Марија, добро утро и добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Верувам дека не постои родител кој што го подготвува своето дете за на училиште, кога го подготвува, особено пред да започнат со тој образовен процес или пред да тргнат во прво оделение, не се соочува можеби со некои дилеми. Секој родител инвестира делумно во знаењето на своето дете толку колку што е соодветно за неговата возраст. Се пред училиштето има влијание апсолутно и социјализацијата и градинката веројатно, но кога треба да зборуваме за подготвени првачиња, што значи подготовка на првачињата и кога едно дете е подготвено да биде прваче? Како што кажавте, овој период за оние идни првачиња за родителите исто така е, да речам, стресен период. Секој родител сака најдоброто за своето дете и подготвено прваче е многу полесниот пат и за родителот и за детето кога ќе седне во училишната клупа на 1 септември. Што значи едно подготвено прваче? Тоа значи детето веќе има одредена возраст околу 5,5-6 години сега. Малку порано тргнуваат дечињата, но тоа дете веќе треба да има еден комплетен говор. Ке зборуваме за говорот. Детето треба да има комплетен говор, веќе треба да има правилна артикулација на сите гласови од мајчиниот јазик, но исто така треба да знае правилно да се изразува. Што значи тоа? Тоа значи дека детето веќе треба да има една правилна и комплетна граматичка реченица, значи со сите оние сврзници, предлози, прилози, комплетна реченица, да знае убаво да се изразува, да знае мислата да му тече, да знае да раскажува, да опишува слики, една приказна по слики. Исто така треба да знае да чека ред, бидејќи ќе се најде во средина со нови другарчиња, секој му биде нови учителки. Треба да знае да го држи правилно моливчето, тоа е оној тропрстен фат што ние постојано зборуваме, бидејќи кога ќе речат родителите на логопед, секогаш се поврзува само со говорот, меѓутоа ние не ги подготвуваме децата само во тој дел, туку ги подготвуваме комплетно. Тука и тој тропрстен фат, со 3 прстиња детето правилно треба да го држи моливчето на таа возраст. Тука се тие графомоторни вежби помагала за кои што се ставаат на моливчето. Треба детето да знае барем до 10 да ги препознава броевите. Не мора да знае да чита апсолутно, меѓутоа многу олеснително ќе му биде ако ги препознава буквите. Тука се и оние предчитачки вештини што се многу важни. Како што кажав, не треба детето да знае да чита, меѓутоа треба да има одредени вештини, одредени знаења, како например на фонолошка свесност. Тоа значи да знае на анализата и синтезата да го разложи, да го состави зборот. Например, еден обичен збор, глас по глас да го разложи, потоа да ги слушне гласовите, да го состави прва буква, последна буква во зборот. Има многу интересни вежби. Како и да звучи ова комплицирано, многу едноставно се учи преку игра. Значи, и не е ништо страшно ако родителите пред почетокот на училишната година побараат малку помош за детето кога ќе седне, да биде подготвено и да знае да се справи со сето. Да не биде толку исплашено, веројатно, затоа што сепак е нов почеток, нова средина, нови учителки, како што кажавте, и веројатно стресот кој што секој детенце ќе го преживее и доживее и до некаде неизбежен и очекуван. Ја споменавме возраста, 5,5, 6,5, сега веќе децата и на, да речам, 5,5 годишна возраст започнуваат во прво оделение. Но што сметате вие како логопед? Дали е тоа оправдано и кога е можеби идеалната возраст за да се започне прво оделение или да се запишат децата во училиште, затоа што веќе на таа возраст дури неколку месеци разлика во возраста,
веројатно прават, односно имаат големо влијание. Сега ние нели не можеме тука да се мешаме во тие законски одредби како што е сменето сега децата, меѓутоа моето лично мислење е дека детето со полни 6 години тогаш треба да тргне во училиште. Зошто? Ради она, како што рековте, тој стрес, ама и таа емотивна зрелост. Детето не е се уште доволно созреано за во таа нова средина. Се уште е дете што размислува нели само на игра, и сите тие работи го прават она што го прават, меѓутоа такви се законските одредби. Моето лично мислење е дека дете со полни 6 години треба тогаш да тргне во училиште и тогаш многу полесно ќе ги совлада сите оние предизвици што му следат и целата онаа програма, бидејќи програмата не е толку едноставна како што мислиме. Туку е баш од детето бара многу. Се почнува со едноставни работи, меѓутоа веќе кон крајот на првото оделение децата веќе треба да имаат добро знаење кога ќе завршат и не секое дете на помала возраст може да се справи со тоа. Ова е добар апел и до родителите, затоа што нели сепак тие се клучни во одлуката на која возраст ќе им тргне детенцето во училиште, да ги имаат во предвид и тие некои работи, затоа што навистина само неколку месеци можат да имаат големо влијание. Дали, Марија, постои разлика помеѓу деца кои што посетувале градинка и деца кои што не оделе воопшто во градинка при процесот на запишување или начинот на кој што тие ќе восприемат целата програма или сите овие работи кои што вие пред малку ги напоминавте, кои што се да речам важни во тој подготвителен процес за првачење? Апсолутно постои разлика. Затоа што сепак нели во градинките се изучуваат некои работи. Да. Прво и основно е социјалниот момент. Детето се социјализира на тој начин. Веќе е ставено во таква средина со другарчиња, во група, имаат активности со чекање ред, нели и таму ги подготвуваат на одреден начин, ги спремаат за она што следи. Апсолутно детето што посетувало градинка, сега нема да зборуваме колкав период, меѓутоа доволно е да одело еден период во градинка за да полесно се снајде во новата средина што го очекува. А што советувате само за оние кои што воопшто не посетувале градинка, иако мислам дека веќе се помалку такви дечиња има, меѓутоа сепак има родители кои што постојат и други начини на социјализација, значи не е само градинката. Градинката ја кажуваме како една најприфатлива варијанта, да речам, меѓутоа нели постојат оние игротеки, работилници, игралишта, надвор, децата да се дружат, меѓутоа сепак не е исто кога ќе седне на маса, на клупа, на столче и ќе добие задача каде што треба да има целосно внимание и фокус. Тука и тој момент, нели, дали на 5,5, дали на 6 години, вниманието и фокусот. Тоа прави многу за детето да може да соработува, еве кај нас, значи за детето да може со мене да има соработка, треба да има доволно внимание. И сега ние работиме и на тој дел, нели, ако детето нема внимание, меѓутоа во училиште кога ќе тргне, не е едно дете, таму се цело оделение и веќе детето треба да биде подготвено, да има внимание, да биде подготвено за едноставно за она што му следи. Да не се соочат и детето, ама и родителите. Тогаш доаѓа целата таа паника, да речем. И затоа со време, сега е почеток на летото, нели, ако родителите почувствуваат дека нивното детенце во одреден аспект не е доволно подготвено, не е само говорот, како што рековме, нели, пишувањето, графомоториката, раскажувањето, изразувањето, потоа и корекцијата на гласови, нели, апсолутно, треба да побараат помош, барем овие неколку месеци да се искористат за да си го леснат патот. Така. Да се задржиме уште малку на оној дел, нели, предшколско социјализирање или посетување или непосетување на градинка и значењето кое што ги има откако ќе се започне на училиште. Во смисла на дечињата кои што не посетуваат градинка, уште од првите години на животот како родители сакаме да им посветиме внимание, иако нели тие тогаш не зборуваат, но сепак да им се зборува, да им се чита, да им се објаснуваат слики, нели сето тоа редоследно како што изгледа. Колку таквата работа на родителите уште од самиот старт и читањето на приказни, што можеби во денешно време со оглед на технологијата и на она кое што е достапно, можеби се второстепени, но кај некого пак се и примарни. И сега кога тука или како тука се гледа разликата и која е вашата препорака како логопед? Колку треба да се чита, колку треба да се обрнува внимание, дури и детето уште не е започнато со говорот, колку нашето читање приказни може да помогне да тоа
нели побрзо прозбори и по добро или по И да има поголем фонд на Да, зборови, да, веројатно, да. Апсолутно тоа помага. Треба на детето да му се чита уште од кога ќе го земеме од болница, да речам. Тоа секако не разбира, меѓутоа тоа слуша, како викаат уште кога е во стомакот, нели, го слуша гласот на мајката, го слуша зборувањето, така да уште од најмала возраст треба да му читаме, да му обрнуваме внимание. На тој начин и ќе му ставиме и навика, ќе му создадеме навика кон книгите, нели, како што рековме и пред малку ние зборувавме за екраните, денеска за жал тоа е неизбежниот дел од нашето секојдневие, сите го правиме тоа. Меѓутоа, сето тоа треба да биде контролирано, не треба детето да биде оставено пред екран цел ден или бар и неколку часа, туку тоа да биде контролирано и во присуство на родител, колку нели да завршиме нешто и слично, меѓутоа треба да му читаме, многу сликички да му покажуваме играта. Играта на детето е исто така многу важниот момент и во развојот и во социјалниот дел. Детето треба само да знае да си игра. Затоа треба и да го оставиме, нели, она символична игра што ја викаме е многу важен дел од правилниот развој на детето, така да што помалку екрани, повеќе игра и повеќе книги да му читаме, да го тераме, да го на тој начин само ќе го стимулираме говорот. Нема ништо лошо да направиме, само ќе имаме придобивка. Да, придобивка и ќе имаме стимулација на говорот од најрана возраст. И на родителите им треба поддршка, се разбира и кога се соочуваат со одредени дилеми и кога мислат дека можеби е време за посета на логопед, но и не се доволно сигурни, па не знаат како да постапат. Она кое што добро се опишува во вашиот логопедски приречник за родители, весели зборчиња, насмеани дечиња, и многу добро говори во самиот предговор дека посетата на логопед воопшто не е болна, ниту пак е стресна за детето, туку само може да има придобивка, како што велиме, и да се забележи каде или на што треба да се работи. Ме интересира од вашето искуство, од поголемиот број клиенти или мали дечиња кои што доаѓаат со своите родители, дали забележувате дека свесноста се зголемува, особено кога нешто алармира кај родителите дека треба да се посети логопед, и колку раната детекција на тоа помага за превентивно да се делува понатаму, нели, да се промени она кое што треба и да се напредува во говорот? Јас сум многу среќна што денеска, за разлика, нели, од порано, од минатите години, свесноста кај родителите за правилниот развој кај нивното дете е на многу повисоко ниво. Значи не се споредува со тоа порано. Порано можеби беше и срамота, што ќе кажат другите, дека детето одма се ставаше етикета. Не, детето нема никаков проблем ако вие како родител почувствувате дека ете можеби има помал фонд на зборови, можеби мислите дека не реченицата не му е правилна. Тоа не значи дека детето има проблем. Тоа се решава, затоа се оди на, нели, кај стручно лице, се врши таа посета консултација или проценка, како да речам, на детскиот развој, и родителите едноставно добиваат насоки. Дали треба дома нешто да променат, нели, во односот, дали треба да доаѓаат кај нас на третмани, на часови, и на тој начин ќе му помогнат на детето многу полесно отколку да го оставаат тој проблем за подоцна, затоа што како што е детето поголемо, така и проблемот е поголем и потоа многу потешко се решава. И влие веројатно и на неговата самодоверба. Апсолутно. И како што рековте, раната интервенција. Раната интервенција, според мене, според моето искуство, е клучот за правилен детски развој. Значи, веднаш, не е важно дали детето има 1 година, 2 години, 3 години, дали е многу мало, не е важно. Ако родителот како родител почувствува дека неговото дете во одреден дел од неговиот развој нешто не достига, веднаш треба да побара консултација или проценка со стручно лице и ќе си добие точни насоки и на време ќе си го превенира сето она и детето ќе си има еден правилен развој. Марија, дали периодов работите со некои идни првачиња и дали можеби низ годиниве назад, колку што сте со ова искуство, нели, како логопед, бидејќи пред малку го споменавте фокусот и вниманието, веројатно како резултат на сите тие екрани кои што ги споменавме дека се, нели, неизбежен дел од секојдневието на многумина, меѓутоа во некои домови се и многу поприсутни. Дали забележувате дефокус на децата, потешко задржување на вниманието? Дали имате такво некој искуство кое што би можеле да го споделите, ете конкретно со работа со идни првачиња? Дали можеби овој период или
минатото лето или претходните? Да, ние овој период сега работиме конкретно со голем дел од нашите третмани, од нашите часови се подготовка на идните првачиња. Имаме една програма што тие треба да знаат и ние работиме на сето тоа за детето кога ќе седне во таа клупа да биде подготвено. Меѓу другото, голем дел значи од работата со тие дечиња, идните првачиња е фокусот и вниманието, затоа што тоа детенце до вчера цело време си играло, било надвор и сега нели да седне и да учи нещо сосема ново за него, а и како што кажавте, екраните и изложеноста од подолг период во денот тако го има дома, нели? Го влошуваат сето тоа и ние работиме и се трудиме и даваме совети дека иако доаѓа тука ние работиме, меѓутоа кога ќе дојде дома тоа не значи дека треба да продолжи со тоа што било претходно со тие видеа и слично, туку тоа треба да биде, ако не тргнато, барем редуцирано. И за да можеме ние да имаме ефекти при добивки од часовите и родителот, нели? Тоа ни е заедничката цел. Исто така кругот, тоест триаголникот тоа сакам да кажам, логопед, дете и родител. Тоа е клучот. Родителот во иднина ќе биде наместо логопед наставник, па веројатно мора да се слушаат сите страни. Да, тоа е тој клуч за да имаме успешен, да речам, третман, логопедски третман, мора да има една соработка. Не е само детето да вие да видите како родител дека има проблеми да го донесете. Значи треба да има една соработка. Ние даваме и совети, тетрадка со вежби за дома. Треба и дома да се работи, за да се убрза целиот тој процес, бидејќи ако зборуваме за првачиње, уште колку, уште 2 месеци имаме пред тргнување во училиште. Значи децата добиваат дома тетрадка со вежби и родителите треба, ете, ако не секој, ама секој втор ден, нека да треба да седнат и да поработат малце со своите деца и тогаш успехот е неизбежен и континуитетот исто така, да доаѓа редовно и тоа е исто многу важен дел од нашата работа. Веројатно и работата дома, која што ќе му дадете вие како логопед на родителот или како да продолжи понатаму да работи или да соработува и со логопедот, но и со своето дете исто така важна. Во овој приречник има и календарската возраст за развој на гласовите, ако многумина се прашуваат на која возраст што би требало или кои најчести гласови и како би требало да ги изговара, тоа е една насока да се види дали има потреба од посета на логопед и дополнителна работа, но ако нема, да речеме, посета и нема рана интервенција, кои се последиците од тоа задоцнување? Што е оно кое што понатаму може да се провлекува кај ученикот, кој што по завршувањето на прво оделение, иако ќе алармира, претпоставувам, наставникот, по тоа дали тоа се провлекува, кое што, како што видиме, не само во говорот, туку може и психолошки да влие на дете. Да, се манифестира на целокупниот развој, на самодовербата, на емоциите, на социјалниот дел, затоа што едно дете, ако не е спремно, нели се најде во група со други деца, тоа самото ќе почувствува дека не е спремно. И затоа целта на овој прирачник беше токму тоа, ова е прирачник за родители. Како што кажавте, има одредени граници, значи на која возраст кој глас треба да се знае, речениците за да му помогнат на родителот и да детектира дали нешто треба да превземе, но и дома, нели, ако е нешто не е толку да мора да оди со стручна помош, да може и самиот родител дома да го реши тој проблем. Меѓутоа, раната интервенција е клучот за целиот детски развој понатаму и потоа, нели, училиштето и да речам животот, нели, понатаму едно успешно дете во среќна средина да може да расте и утре да биде еден возрасен и нашата должност да му дадеме основата, да може да може самото да функционира, значи да самостојно да биде и да продолжи во животот со сето она што го очекува, сите предизвици. Да, Марија, пред малку споменавме дека денешните деца, веројатно и тоа и вашето искуство ќе го потврди, растат со екраните и понекогаш родителите се, нели, до некаде и стрикни што англискиот јазик го совладуваат многу подобро од мајчиниот. Но за во училиште, што е потребно? Мислам, знаеме што е потребно, но би сакала малку фокусот да го дадеме на тоа. Дали деца кои што подобро го знаат англискиот од мајчиниот јазик, ќе имаат дополнително потешкоти во училишниот процес или ќе имаат некое олеснување? Бидејќи, нели, сега во животот добро е да познаваме што поголем број на јазици, но кога вака од рана возраст познаваме одредена азбука, а не ја познаваме
домашната или мајчиниот. Да. Дали сето тоа понатака има, да речам, некакви потешкоти во развојот? Да, има големи потешкоти, како што кажавте, многу често родителите се среќни дека детето зборува и навистина децата денеска зборуваат англиски како тоа да им е мајчин јазик, но кога ќе дојде моментот на македонски да зборуваат, тие зборуваат како оние нашите иселеници, нели, што се таму родени. Да, што тоа им е тоа им е вториот јазик, а не нашиот јазик, а не им е мајчин. И тоа е еден многу голем и сериозен проблем, затоа што родителите и касно реагираат на тоа. Они се задоволни дека детето знае англиски и супер, сето тоа е во ред. Меѓутоа детето прво и основно мора да го научи мајчиниот јазик и не треба да биде изложено на ниту еден друг јазик, зборувам за најрана возраст, нели, кога се поставуваат основите и темелите на јазикот, мора да го научи првин мајчиниот јазик. Па потоа англискиот е неизбежен. Денеска ќе си го научи сето тоа, меѓутоа првин мајчиниот јазик за да ги избегне сите оние проблеми во изразување. Детето што не го знае доволно мајчиниот јазик, а знае совршено англиски, ќе има голем проблем во училиште, особено вака пред тргнување во првачина. Самото тестирање ќе добијат аларм родителите дека тука нешто мора да се превземе. Изразувањето на детето на таа возраст не може да биде како, да речам, бебешко изразување, затоа што тоа дете што не го знае доволно мајчиниот јазик нема никаква граматика во реченицата. Затоа мора првин мајчиниот јазик, па потоа секој друг јазик. Марија, дали е ова можеби причината или една од причините, поглавните причини, зошто е се поголем бројот и на логопеди и дефектолози и сите тие имаат работа? Ако речеме се навратиме на некое време, ако секое време си носи или свои предизвици и нови, да речеме, моменти за генерациите, дали и што друго се поставува како причина која што ја зголемува работата на логопедите и при тоа посета од страна на дечињата? Па да, најверојатно екраните си го прават своето за децата да имаат нели што повеќе проблеми, а ние да речам повеќе работа. Да. И тоа меѓутоа и целиот начин денешен, наш начин на живот. Сите ние брзаме да завршиме, се трудиме. Да. Секој родител се труди, значи апсолутно никого не го обвинуваме, секој родител се труди да го направи најдоброто што може за своето дете, меѓутоа самиот начин на живот за жал ги диктира некои правила, сите некаде брзаме, децата се тука, децата си бараат внимание, не е само нели да го имаш детето, туку треба и да му посветиш внимание за да може утре, како што рековме, да биде еден свој човек и да се соочи со своите предизвици. Да, ние имаме многу повеќе работа, меѓутоа се трудиме да помогнеме колку што можеме повеќе. И за крај, како се приближуваме кон крајот на разговорот, еден ваш совет до сите оние родители кои што можеби во моментов не ја гледаат. И до бабите и дедовците. Да, и до оние кои што веројатно поминуваат и време со своите внучиња кои што би требало да бидат прводеленчиња. Што би требало или на кој начин би требало да придонесат за добра подготовка на првачињата? Најпрво да ги исклучат екраните, како што рековме, и ако повторивме повеќе пати, може би е досадно, меѓутоа тоа е многу важно. Неопходно е за жал во денешното време да ги исклучат екраните, да видат, ако веќе самите не може да ги проценат тие работи, да побараат од нас како стручни лица една проценка. Тоа не е ништо страшно, како што рековме, не е ни стресно, доаѓаат во една многу пријатна атмосфера, да ги процениме вештините на детето што ги има, когнитивниот дел, говорот, графомоториката и ние тука ќе кажеме дали треба на нешто да обрнат внимание или си е како што треба. На тој начин многу ќе му го олеснат патот на детенцето и за себе. Затоа сме ние тука и ги очекуваме. Благодариме многу за гостувањето и за овој разговор кој што е добреден ден на некое време пред почетокот на новата учебна година, за доволно време да има да се подготват првачињата или да се дополни она кое што би било добре дојдено пред стартот на годината. Благодариме, Марија, за успех ви посакуваме и се гледаме во следна прилика со нови теми кои што се важни за нашите гледачи.